Едуцирање на учениците од трета година во средните училишта во Скопје како најмлади идни активни учесници во сообраќајот за правилно и прописно паркирање, развивање на сообраќајна култура и свест за безбедно однесување во сообраќајот, како и стекнување на основни предзнаења за сообраќајот, се целите на едукативниот проект за безбедност во сообраќајот Паркирај совесно, што беше промовиран денеска од страна на Министерството за внатрешни работи, град Скопје, општина Центар, како и јавните предпријатија паркинзи на општина Центар и градски паркинг. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека со цел да бидат поагилни во делот на превенцијата, полицијата во изминатата година драстично ги интензивирала активностите во делот на надлежностите во однос на откривање и санкционирање на сообраќајните прекршоци. Министерот додаде дека во текот на минатата 2018 година на подрачјето на градот Скопје беа откриени над 26.000 прекршоци по основа на непрописно паркирање. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов наведе дека подолг временски период градот се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места и статистиките покажуваат дека во Скопје има 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Веќе подолг временски период градот Скопје се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места. Статистиките покажуваат дека во Скопје имаме 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Со оглед на тоа, исто како и проблемот кој што е со аерозагадувањето, овој проблем не може да добие моментално или инстант решение, имајќи го предвид дефицитот на обележани места, и е предмет и на анализа и на една посериозна обработка, а паралелно значи проекти на град Скопје во соработка со соодветните општини, а паралелно со ова ние како град во текот на изминатата година се обидуваме да го дестимулираме автомобилскиот сообраќај со уведување на малку поатрактивни содржини, изголемување на можностите кај граѓаните на градот за алтернативен вид на јавен транспорт со цел да ја имаме одржлива урбана мобилност во градот Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека заедно со МВР сметаа дека градот Скопје треба да воведе комунална полиција во целост да може да одговорат на обврските.